Јавното претпријатие за комунални работи и услуга од Берово, чиј основач е Советот на општината, е претпријатие од комуналната област, кој со своето повеќегодишно постоење и делување успешно се грижи за одржување на јавната чистота на подрачјето на градот Берово и селските населби. Развивајќи се напоредно со развојот и модернизацијата на Берово, претпријатието располага со специјални комунални возила за собирање и транспортирање на комунален отпад и за извршување на следните дејности кои се во негова надлежност, а тоа се: собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода, изнесување и депонирање на отпадоци и одржување на чистотата на градот, изградба на хидроградежни објекти, како изградба, реконструкција и поправка на надворешен водовод и канализација, поставување и поправка на градежни инсталации, внатрешни водоводи и канализации, пречистување и одводнување на отпадни води, уредување на улици и сообраќајници, уредување и одржување на јавни зелени површини, како паркови, дрвореди, зелени површини на стамбени згради и други комунални активности, пазарни услуги и одржување гробишта. На филтер станицата во Берово се преработува површинска вода од акумулацијата Ратинско езеро. Контролата на квалитетот на водата за пиење ја вршат државни надлежни институции, и тоа Институтот за јавно здравје Скопје, Центарот за јавно здравје Кочани и Хидробиолошки завод од Оглин. Секојдневна контрола на квалитетот на водата за пиење се врши и во интерната хемиска лабораторија на филтер станицата. Оваа контрола опфаќа контрола на процесна вода, сурова вода и контрола на финалната вода за пиење што се пушта на граѓаните на општина Берово. Според анализите од веќе споменатите надлежни институции и анализите кои се вршат во нашата интерна лабораторија, можеме да потврдиме дека водата за пиење што испорачуваме на граѓаните на општина Берово е безбедна според параметрите пропишани во правилникот за безбедност на водата за пиење на Република Македонија. Преработката се врши во неколку фази. Таложен процес со користење на хемиски средства, втора фаза е филтрација преку песочни филтри, филтрација преку активен јагрет и завршна дезинфекција со хлор за микробиолошка исправност на водата. Работењето на филтер станицата, контролата на технолошкиот процес се врши преку инсталирани апарати за континуирана контрола на потребните параметри. Контролата на работењето покаса принципите за кои сме обврзани, бидејќи водата е храна, ја вршат надлежните институции или дирекцијата за храна и ветеринарство. Пречистителната станица за отпадни води е објект кој е во склоп на јавното претпријатие за комунални работи и услуга од Берово. Функционира од 2010 година. Изградена е во рамките на проектот Урбан водоснабдителен и санитарен систем Берово со финансиска помош на швајцарската влада. Целта на проектот Основната цел на проектот беше пречистување на горниот тек на реката Брегалница. Според тоа и намената на објектот е пречистување на отпадни води од општините Берово и Пехчево. Капацитет на објектот околу пречистувањето, капацитетот е значи 14.000 еквивалент жители. Во моментов преку колекторски систем на станицата се приклучени градот Берово и селото Русино. Но во блиска иднина се планира да се приклучат Пехчево, селото Чифлик и селата Смармирово и Владимирово. Самиот начин на пречистување се врши преку така наречена биолошка АБР технологија. Тоа е технологија на пречистување во така наречени биолошки реактори без користење на било какви хемиски средства. Поточно пречистувањето се врши во 3 фази. Првата фаза е механичко пречистување преку која со разни типови на филтри
се пречистуваат сите нерастворени загадувачи во отпадната вода. Потоа следува биолошкото пречистување, преку кое во така наречени биолошки реактори се врши органското пречистувањето на органските загадувачи, како и на азотните загадувачи. И на крај следува третман на милта, или поточно собирање на вишокот на активна мил која е употребувана во процесот на пречистување. Таа се складира во така наречени полиња со трска, каде се врши нејзино стабилизирање и минерализирање. За да по неколку години истата може да се користи без никаков проблем како џубриво, и тоа многу квалитетно џубриво во земјоделието. Морам да истакнам дека целта на проектот е постигната. Значи Брегалница веќе е чиста река. Во Брегалница се врати рибата, се врати ракот, се врати други организми. Водата од Брегалница може без никаков страв да се користи во наводнување во земјоделието. Исто така може да се користи како напојување на стоката. Брегалница веќе не е мртва река како што беше пред да се изгради пречистителната станица. Градскиот пазар работи како работна единица во состав на јавното претпријатие услуга Берово. Тоа е споредна дејност. Инаку градскиот пазар е сместен на левата обала на реката Брегалница. Тоа е моментално решение. Се планира со нов проект да биде модернизиран и карактеристично за градскиот пазар е што работи во намален обем. Зошто во намален обем? Затоа што пред неколку години, градскиот пазар достигаше размери до судот. Значи, и двете обали на реката Брегалница беа покриени со тезги. Меѓутоа, согласно законот за ХАСАП и неговата имплементација, беше ни наредено градскиот пазар да го сместиме на едно место. Тоа е местото каде што сега зборуваме и е направен согласно принципите на ХАСАП. Што значи тоа? Тоа значи дека мора да имаме WC уредно по европските норми со топла вода, женско и машко WC. Имаме 2 контејнера за изврвање и депонирање на сметот и имаме околу 100 тезги. Од тие 100 тезги, 42 моментално се издадени, односно се подпишани толку договори со закупците. Ние како закуподавачи сме должни да им обезбедиме тезга за да биде пазарот современ и да биде по светски и европски норми, мора да биде затворен, мора да биде покриен и уште би додал дека во тек е изготва на проект за изградба на нов пазар и се надеваме дека крајот на 2015 и 2016 година ќе биде имплементиран и ќе биде завршен со нов пазар по сите европски стандарди.